А интересно и нешто друго, еден од попознатите наши бекови на љу просторите беше и Александар Књазев, Ацика, Циу, како сакате, тренер на работнички МЗТ и на повеќе клубови во нашата држава, па така некако го следев и патот на Скопје, додека се преименува и дојде под патронат на големиот гигант индустријски во тој период, Металски завод Тито, скратено МЗТ. Во меѓувремену се менуваат работите, наместо Стероли Андоновски, нашата управа, односно нашата фабрика, сакаше брзи резултати, го менува Стероли Андоновски со Лазар Лечич и со Александар Књазев. И тие доаѓаат 84-та, 85-та година во клубот. И како дојдов јас таму? Сега, може би, оние постари генерации се сеќаваат. По цел ден, како дете, уште бев на стадионот, така и протарчав, бев атлетичар. Тука беше кошаркарското игралиште, кај што е салата, одев таму. Таму Ацика цел ден тренираше, шутираше, бидејќи беше и повреме член на југословенската репрезентација, мислам на Књазев. А Лазо Лечич, кој што го дал Господ, ќе дојде, ќе се заврти, ќе каже нешто, ќе шутира, ќе оди. После го гледаме веднаш на другата страна на армиските игралишта, застанал на голот, брани, беше и голман во Ракомет, се. Ама таков беше животот тогаш, ова Мало Дебармало и Буњаковец со тој дел кај што е владата, па наваму на кај паркот, сите се познававме. Имаше разлика во години, например, меѓу мене и Лазо 5-6 години, со Ацика исто, ама се дружевме како да сме врсници, бидејќи не врзуваше она секојдневно дружење со спортот. Со Лазар Лечич дружевме уште деца, живеевме исто мало и заедно игравме во работнички, као јуниори. Потоа негдека 60-61 година Лазо го пративме на студии, пошто ја бев на студии на економскиот факултет, веќе 2-3 година, и место мене Лазар отиде на висшата тренерска школа во Белград. Од 1951 до 59-60 и после отидов на студии у Белград, кај професорот Аца Николич. После студиите дојдов во Скопје. Земав да работам со млади категории, со јуниори и пионери у кошаркашки клуб работнички. Лазо Лечич многумина не верува, така несериозно делуваше, знаеше да се фали. Кога отиде во Белград да студира, многумина рекоа џабе оди. А пред тоа разговаравме, ми вика ќе видат овие. И отиде таму и ја заврши висшата тренерска школа за кошарка, и тоа во катедрата на еден професор доктор Александар Николич. Тој беше неговиот ментор. И подоцна како прволигашка екипа во работнички, тој имаше доста дуели со Николич, па еднаш се сеќавам Николич тренер на Борац, играат овде, кој победи останува во лига, кој ќе испадне, кој ќе загуби испаѓа. И загуби Николич. Ученикот го совладе учителот, меѓутоа дојде спортски му честиташе. Сега седиме така, разговараме, времето минува. Минува година, две, Лазо го нема, викаме леле, учи овој во Белград. Се враќа после 2 години, носи диплома, завршена висша тренерска школа, кошарка, подпис Николич и од школата таму. И еве го тренерот дојде. И веднаш го назначија за тренер на младинската екипа. Екипа младинска немаше, што ќе прави? Па еве ти си тука, Јанко, Петко, Станко, ова ќе се собереме, ќе направиме, ќе играме на републичко првенство. И се сеќавам, отидовме во Гостивар. Потоа Ацика не презеде во Гевгелија на едно младинско првенство. Јас само
влетува во таа екипа, а бидејќи со Лазо од детството уште другари викаме ти ќе бидеш капитен, другиве не ги знам многу добро. Добро викам ќе бидам, па така бев и негов прв капитен и тоа баш го кажа и во репортажата кога го снимав него. И така врзан бев со работнички, со атлетскиот клуб, кошаркарски, живеевме како едно семејство. И од тука почнаа на вистинско дружење, потоа помагав во клубот и во повеќе сектори, најмногу во пропагандата и пресот, бидејќи тоа ми беше фах и така постојано бевме заедно, неразделни. Дури одевме на лекар да земеме нешто како дека Ацика треба да дојде во Скопје, беше во војска, да излезе од... Се дружеве сите тројца, бевме една тројка и другари, и пријатели, и семејно, така се почитувавме. 62-3 се врати од Београд во работнички, јас као играч на работнички бев во екипата као капитен, Лазо го ставивме као тренер и 64 година квалификацијата беа во Скопје и ние успеавме да се пласираме во првата Југословенска лига. Работев еден период од 10-12 години, па работнички на истера отидов. Така беше политиката, управниот одбор донесе, не можеше да издржи мојата популарност. Меѓутоа, после многу години работевме, ја бев као играч до 70 година, 71 Лазо отиде во Чачак, а јас, пошто немаше тренер кој да го земе работнички, ја морав спортската кариера, играчка да ја прекинам и станав прв тренер на работнички. Дојде време Лазо да оди за Чачак, да биде тренер, со кој ќе оди со Зоки. Тргаме со кола, земаме парите што земавме, ги броиме таму, имаше Мишовиќ, еден опасен кошгетер, додека ги броиме париве, влезе во канцеларијава, летна, пак однова, не беа мали. Пари беа како за најскапо платен фудбалски тренер во тоа време. И се враќаме и овде во Ушче, полиција не запира и не прашува ништо, не виде кој се... Где е новац? Новац и у банци, а новац е под седиштето во куферче. И така, тоа е сеќавање од Лазо, од дружењата, посебно ова од Чачак, кој ги броевме парите и кога се враќавме. Па ни се расипа нешто мењачот, па во Рикверс одевме, он сега кажува, абе 10 километри у Рикверс одевме, не бе тоа, беа 200 метри до еден сервис во Ушче, отидовме тамо, направија некој штраф тамо, откачен, стегнал тоа, си дојдовме овде и така почна неговата одисеја во други клубови. И ме истера, отидов у Чачак, направив таму изврвени резултати. Тоа го донесов у Чачак и Кичановиќ, така стана тим, флегнавме у Куп Купова, правив изврвени резултати. И сега тука со Лазо имаме на 2-3 пати се враќаше во Скопје, па у работнички заедно работиме и 85-та година со некој недоразбирање со управата на работнички и ја и Лазо се договоривме да идеме во МЗТ и ги собравме едно цела екипа скоро од 5-6 души од работнички ги земавме у МЗТ. За да пристигне и во Металски завод Тито во 1983-4 година. Јас во тој период бев во фудбалскиот клуб Вардар, генерален секретар на клубот и тогаш баш и со Панчев првиот договор беше потпишан во мое време со Коки Аврамовски. Со пласманот во Ю лигата изборивме место во купот на УЕФА, тогаш прв пат Вардар учесуваше во купот на УЕФА и реков ова
за мене како спортски работник, професионален е доволно. И решив да напуштам со намера да си се вратам во телевизија. Меѓутоа, нова година доаѓа, овде кај што живеам, звори некој Лазо Лечич со Вања Битулјану, доаѓа со букет цвеќе, ај срекна нова година, жена ти кај цвеќево. Што вика, знаеш што, ја отидов у МЗ. Сакам и ти да дојдеш тамо, Вања ќе не земе на работа кај него у Палас Турист, вика, ќе не плаќа додека не ги средиме работите со МЗ-та. Добро, викам, доаѓам, што сте се договорили. И така тргна приказката наша во МЗ-та. 83-та се појави МЗТ, ми рекоа, дали сакаш кај нас, сакаме да направиме добар тим, близко до работнички. Ние не направивме близко до работнички, него го поминавме работнички у тие години, колку што бев ја 5-6 години, направивме големи успеси. Слушај, у тоа време работнички беше доминантен. МЗТ беше во Републичка лига. Тога ги направивме првите организациони стратешки работи и целта на МЗТ што сака. Првите 2 години се организиравме, поминавме као брзи воз у втора лига, од втора лига влегнавме у прва лига, па стигнавме до куп на куповите, куп на шампиони. Тоа е ход од 6 до 8 години. Dođenje na Lazo Lečić, Da. klubot stana to što jeste. Lazo imaše golem inajet da se dokaže ne samo deka je najdobar vo Makedonija, nego deka je najdobar vo SFRJ. I samo blagodarejki na njegovi inajet i na njegova psihologija i na njegova rabota nije od prva B liga, BA2 prvi ligi, B ligi, legovme po prva SFRJ liga. Bez poraz. Ima jedan poraz od Goša u Smederevska Palanka. I site osanatite u takmici gi tepavme. Со Лазо добивме една психологија победничка. Тоа беше да ви кажам како герилци. Дули отиде тогаш, дојде Лазо и Лазо кој отидовме на разговор таму постави услов Ацика Књазев да дојде, ја шеф на стручен штаб, он тренер, Зоки директор, генерален секретар, оваа тројка и така почнавме да го создаваме овој поквалитетен тим на МЗ-та. Велам создаваме, меѓутоа ја бев можеби таа последната карика од двојката што работеше во стручниот дел. Јас сам во организационо-техничките работи, клубот, функционирање. Сега кога спомнав луѓето вклучени, мора да го спомнам, многу ангажиран беше и директорот на Леарница во МЗ-та, Барзов. Тој беше председател на клубот и ги решаваше сите наши проблеми. Се одеше преку него до генералниот и се решава. Немаше ама никаков проблем. Мојата задача беше, кога ме задужи овој генералниот директор, Јово Панајотовиќ, ја бев тогаш директор на ОЗТ, добро стоеча ливница, една од најболите во Југославија тогаш. Викам, што е сега на мојот задаток? Да го земам најбољо кој можам да го обезбедам, да го воде тим. Јер ние може да влијаеме финансиски, организациони и така нататък. Меѓутоа, морам да најдам човек кој ќе го тимо воде. Лазар Лечич тогаш беше име во Југославија, само што се бе вратило од Чачак и ја му звонам, викам, друже Лазо, тоа време беше така, друже Лазо, викам, сакам еден састанок, абе јас сум тука, ама неам кола, ја му го испратам на мојото ауто, дојди, слушај, сакам да го земеш МЗТ по твоја команда. Ние стоеме за тебе со сите наши умења организациони и финансиски
твоја задача е да го внесеш од Републичка во Сојузна Б и Сојузна А лига. Све што ти треба стоеме на располагање. Друго викам, ова сала ќе одеме во аеродром. Салата во аеродром во руина беше. Во руина. Погледа салата, вика ова е руина, но мора да се реконструира. Што треба? Гардероби, светла, грејење и салата се излакира, се направи билдинг. Ја пресема работата МСТ, целата финансиска конструкција, управниот одбор се стабилизира и од тој ден, значи, се прибацува салата. Доктор Барзов ја ископуе таму, сега како гледате салата не беше дупка, беше затворена. У дупка беше салата. Околу тоа беа жбуњо и трагедија. Тогаш Ветелски завод Тито многу се заложи и мене срце ме болеше кога се рушеше, кога се уриваше салата во аеродром. Таа можеше да остане, имаше простор да се изгради Јане Сандански, хотелот Русија и други објекти кои што се градат, а таа сала да беше центар за едукација на тренери, центар за млади таленти, млади кошаркари, па некоја академија кошаркарска и така, да живееше на тоа ниво. Но тоа не бидна, стана она што стана. И во тој период, ние во таа сала, мислам на МЗТ, многу инвестиравме. Се вгради парно грејење, се донесоа котли долу за нафта, се носеше секој ден зимно време нафта, постојано да е топло во салата. Се смени целиот паркет во салата и тоа е огромна работа. Кога беше све готово, Лазо ми вика, ова сала е спора сала. Што ти е тоа бе спора сала? Вика, паркето е еластичен, многу. И се игра спора. Доктор Николич, неговиот професор Аца Николич, чувено име на југославенскиот спорт и кошарка, освајач на 2 олимписки медали и така натака, рекол, ако сакате кошарка модерна, мора салата да е брза. И ние, реновирана сала, го извадивме паркето под инструкции на Лазо, ги смаливме растојанијата на летвиците на кои се заколува паркет, согласно неговите инструкции, а и јас имав екипа искусни кошаркари, покоен Стојан Ристовски, Мурат Агич, Ајо, Вуица Илиевски и другите од завод Тито, кои беа задужени за оператиката. Јас стоев изнад нив со тоа што реков, никој на Лазо не смее да му се меша внатре во. Тие беа кошаркари и сакаа да малце имат влијание врз играчи, оно играте. Ја викам не. Вие ќе седете со мене во ложата, нема да се симнете доле. Лазо е тај што одговара. И така започна нашето дружење, нашата работа. Дресови, патики, тушка били нови. Се штелуваше и појачуваше светлото. Дојдо инженери, поканивме од ЕИ Ниш, специјалисти за тоа. 3 дена работеа таму со некои специјални нивни направи, ги ставаа на паркетот, гледаа оција и ова, она, наштелува. Тоа беше феноменална сала. И затоа ме болеше срце кога се уриваше, зашто учествува во сите тие акции кога се градеше. Меѓутоа морам да се навратам и на еден момент кога одваја најдовме салата во аеродром. Сега многу мина ќе се запрашат како. Беше една зима страшна, снег напаѓа, ние доаѓаме, не можеме да влеземе, едноставно не се гледаат ни скали, ни ништо. И Лазо вика, што правиме Зоки, овде тунел треба да направиме, да стигнеме до скалите, да влеземе ваму. И така, тоа беше еден момент, а надпревар имавме вечерта, сабота беше.
No nekako se reši, buldožeri puštio metalski zavod, raščistija, parkingot raščistija i se igraše nad priorod, malko беше студеничко во салата, ама се издржа некако. И тој момент вака би остана во сеќавање, а би остана во сеќавање и на крајот, а потоа и жал што ја тргнаа таа врата, беше стаклена, меѓу влезот за публиката во салата и клубските простори беше таа врата и од натрешниот дел, кај што се вртевме по цел ден, откако станавме прволигаш и сите потписи за Михајлов прв, Лазо Лечич овде, ја му викам Лазо ти, не, ти организацијата, ти, Ацика, Радосављевиќ, Гешовски, Кираџиевски, Медич, Владичевски, Зивчев, сите потпишани. И после известно време одам, од кога се вратим во телевизија на пренос, гледам врата, нема, кому пречела, не знам. Каде е вратата, викам, бар стаклата да ги земам, никој не знам. Добро, викам, отиде и таа во историјата, како што ќе одат во историјата и во забора, пако вака работите и кошаркарите кои го носеат тој клуб и луѓето кои беа вклучени. Сите играчи, сите играчи, тренери кои беа во клуб МЗТ не запосли и по сите своји ОЗТ-а. Јас бев тамо, ево сега имам проблем, не можам да докажам стаж. Од 9 години, 9,5 години не можам да докажам стаж. Non-stop се јавам, ништо, никој не сака да реагира. МЗТ беше голема фирма, имаше 12 погони, тоа беа фабрики. За една илустрација сега да кажем што значеше Лазар Лечич. Лазар Лечич беше тренер на репрезентација на светски првак Југославија, 70 година во Љубљана кога беа. Меѓутоа беше овде име и презиме. Кога дојде од оваа сала Лименка што беше, он таков беше човек со идеи, со стратегија, со знаење. И одма дојде се постави така надменно, иако беше овој председател нашиот на металски и генерален директор на металски завод Јово Панајотич, тој побара услови за да дојде и направи услови. Тоа све да се направи. Фактички као фабрика му дозволивме да ги земе тие играчи кои што ги сакаше, да ја направи салата како што треба, да му ја направиме салата и бараше сите играчи што се у МЗТ да се вработат. У МЗТ да се вработат. И ние ги вработиме сите играчи во озетињата, односно во работните организации кои постоеја во системот на МЗТ. Значи, секој играч од тие 15 на играчи беше вработен. А освен тоа што имаше договор, спортски договор, у кој требаше да земат пари, тоа се исплатуваше во кошаркашкиот клуб МЗТ, односно во спортската сала. Како го решававме плаќањето на кошаркарите? Потоа од кога слушаа другите, сите сакаат да дојдат во МЗТ. Ние ги вработувавме секој по некој од фабриките. 12 фабрики, првата постава вработен. Меѓутоа, што се случи? Владо Владичевски, главен играч во најслабо платената организација, таа што немаше високи плати од тие 12, викам, не се секирај, клубот ќе компензира, ќе си го добиеш она што е договорено и така работевме, многу помагаше МЗТ, беше организирана фабрика. Кој ќе се играше, немаше стаж, немаше ништо, ние имавме плата и секој играч имаше уговор, по тој уговор му се исплаќаше. Ако имаше помала плата, онда клуб донираше до она сума од уговорот. Така да морам да кажам да ни беше се што требаше клуб овозможи, заправо МЗТ фабрика овозможи на чело со тогаш директорот Јово Панајотовиќ. Значи сите можни услови што треба, ние ги имавме тогаш од МЗТ. И се беше во ред додека Јово Панајотовиќ не си отиде у извршна влада кај у министерството, ја не знам се сега кој е, кај Анте Марковиќ и тогаш почна и МЗТ да стагнира. Едно само ќе ви кажем да може би не знаете, али они мигови што ги доби Србија од Русија,
тоа беше може би 40 до 50% производи од металски завод. И имавме на располагање се што ќе побаравме и подготовки, ја каневме и Црвена звезда во Радика, игравме пријателски надпревари, потоа подготовки во Еврохотелот, во Струга, бидејќи тој беше практично на Палас Турист. Сега не знам што се избеша, работите се караат, нешто бркаат, луѓе, апартмани што купиле и тие работи. Меѓутоа беше на Палас Турист и така се регулираат тие работи. Си има месечна плата, беа осигурени кошаркарите, така што почна да живее на вистина професионално кошаркарскиот клуб Металски завод Тито. Еден ден ми вика Лазо, ние ќе мора да одеме у Задар. У Задар. Ама вика имам тука некој што ми зад грб работат, сакам да стигнам у Задар 2 сата испред утакмица. А тогаш беше Скопје, Белград, Белград, Загреб, Загреб со воз до Задар. Вика, ако го тоа направиш, а Задар беше име тогаш, значи име во Југославија, така така. Задар, Југопластика, Цибона, Босна, Партизан, Звезда, тие беа имена. И ја викам, пошто работевме многу со армијата, Југославија армија, ја се јавам на генерал Миловановиќ, викам, генерале, мени е нужен авион војни за да иде Скопје, Задар, да слетат до Лазовите какапки. И ангажиравме авион од армијата и ние, Лазо, аеродром, Скопје, Задар, 2 сата избит такви. И за чудо Лазо го победи Задар. Сите викат, што е ово? А ние... Одевме на утакмици со Антонов, падобрански авион, одигравме утакмица и се враќавме. Уште една анегдота, немаме средство овие за превоз, играме со Задар во Задар. И што да прави, и Лазо Лечич вика, кај сакате, снајдите се, ние мора да направиме, вие сте фабрика со име и со презиме, мора да најдете. И ние наоѓаме војни авион. И со војни авион без тие седишта, негде имаше, негде немаше седишта, се качуваме, играме утакмица, тамо фактички Лазо даде некој стимул и игравме и тепавме и се вратиме со тој војни авион во Скопје. Па почна да ги постигнува и првите резултати. Првата година не успеавме да влеземе во прва лига. Конкуренцијата беше силна, имаше многу тимови од Србија кои беа и прволигаши, час во прва, час во втора лига со поголемо искуство и единствено решение беше во тој тим на МЗТ да се вклопат искусни играчи што беа слободни овде, беа на залез од кариерата, но можеа да помогнат. Гешовски, Кафеджиски, Радосављевиќ, Кираџиевски, тоа беа играчи донесени од Работнички, со тие од Металски завод Тито, а тука исто така беа добри кошаркари, реков Владко Владичевски, за жал покојниот Тумбас Живчевиќ, тука беше Дарко Кнежевиќ и да не го заборавиме голем дел од работата низ тие надпревари тешки во втората лига, голем дел на свој грб понесе и Милан Медич. Тој беше дојден од Белград, од Србија, со семејството, живееше во аеродром. Еден скромен кошаркар, уста не отвараше, а даваше максимум во играта, така што често си велевме со Лазо и Јацик, вакви да имаме 12 играчи, ние шампиони на Југославија ќе бидеме. Молчат, играат и така. Тоа беше тој Металски завод Тито, играчите ги спомнав, и Пецев, мислам, беше тогаш, може би сум заборавил некој, а беше и покојниот Маријан Лазевски, тренер беше потоа, Маки. А во тоа време формиравме начело со Бранко Крстевски школа, Металски завод Тито, за да се развива, не да почиваме стално на играчи од надвор, туку да имаме и собствени играчи.
и така профункционира и таа школа. По враќањето од војска, значи тоа е 85-та година на инсистирање на Зоран Михајлов. Значи тој беше во тој период генерален секретар на кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје. Бидејќи јас кога отидов во војска, сето она што претходно го створив на некој начин беше растурено. Многу од децата си беа заминати по скопските клубови и јас повторно направив напор да се вратам во МЗТ Скопје и да продолжам со работа таму кај што застанав. Повторно сите оние деца кои беа заминати, кога слушаа дека јас се враќам во клубот, и тие се вратија во клубот и повторно во сезоната 85-86 година со генерацијата родени кошаркари 68-69 годиште го освоиме првото место на Република Македонија на кадетско првенство. Потоа доби понуда однос со студент жените, испадна од прва лига и на инсистирање на Таки Джиков го напуштив МЗТ Скопје, бев малку револтиран затоа што како прваци не испратија на државно првенство на Југославија, него на државно првенство отидоа второпласираните, односно екипата на работнички. Тоа создаде кај мене голем револт и штом доби понуда од студент, јас веќе заминав во кошаркарскиот клуб Студент. У Републичка лига брзо ја поминавме за една година. Им земавме и купови, прваци станавме и влегнавме у втора лига. Втора лига беше брзи воз. 22 утакмици, 22 победи, да. Низ втората лига, втората година, имавме тешки противници, Гоша, Морнар, Раднички, имаше јаки екипи и меѓутоа целата работа беше завршена со победите на тук терен против Морнар во Бар и против Раднички во Обреновац. И тие бркаа висок пласман и прва лига. Кога го победивме на коло 2 пред крајот во Обреновац, Раднички веќе готово беше на враќање. Славевме во Стари Храст. Со кола бевме јас, Лазо и Ацика и не запира во Владичин хан полиција. Шта е бре ово 5 сати ујутро? Одакле шта? Лечиш ово? Ајде, честитам победу, прву лигу и така. Ни документи, ништо, продолживме. И дојдовме во Скопје, Славијето овде продолжи. Така таа година, 85-86, со МЗТ се пласиравме. Игравме во втора Б, односно прва Б Југословенска лига и од прва Б се пласиравме за прва лига на Југославија. Средната година јас се вратив во Работнички, пошто нема тренер, Лазо остана во МЗТ. Таа, значи, цела година сум бил во МЗТ. Значи Гитко можам да кажам дека беше дете од трибината. У принцип наше мало плави згради аеродром, генерација по генерација има растено во старата става, плавата лименка. Мислам дека го сакаше тоа заедништво, тоа локално здружување и би рекол највеќе дружбата и убавата енергија. Гитко Стронг е силата што остана по Гитко, односно таа енергија која никако не може да изумре. Нашиот амблем е срце, кое што завршува во бесконечност. Всушност тоа значи дека тоа срце кое физички престана да чука на 20 август, преку нашите иницијативи, преку спорт, трчање, точак, планина, живее се повеќе и повеќе. Врската помеѓу групата Family и Гитко Стронг би рекол дека е нераскинлива и највеќе поради тоа што Family секогаш несебично и искрено давала поддршка за неговиот лик и дело, односно
тоа баш јавно и убаво го искажувала, а често сме сведоци како луѓе што веќе го загубиле животот и не се делува во свет каков што ние го знаеме. Луѓето со срам и со некако потешко зборат за нив. Секој пат ми се допаѓало од фамилии што тоа искрено го прави.